На тема спорт во продолжение ќе зборуваме со председателот на Биатлон Федерацијата во Македонија, Кочо Кираца, и наш гостин. Дали знаете воопшто што е биатлон, дали следите, а ќе имате можност да следите и на јавниот сервис. Останете со нас да слушнете во продолжение. Добро утро. Добро утро. Официјално. Официјално, добро утро. Но ми е драго дека за спорт кога зборуваме за Биатлон Федерација во Македонија. Да. Иако сме нели мал пазар за се, но сепак плодна почва да може да се развива. И овој спорт кај нас. Точно, да. Ние веќе по Македонија постои Биатлон Федерација, која што се занимава со спортот биатлон, и сега на гледачите му објасниме што е биатлон. Што е? Да, и од кога постои биатлонот? Да, вака сега еден мал историјат. Значи биатлон е дисциплина во која што е скијачко трчање и стрелаштво и пукање. И тој спорт потекнува негде од 18 век, 1776 година, кога норвежаните меѓу себе почнале да го развиваат од една, да кажеме, чиста досада, и заедно со нивните пријатели од Шведска на границите се организирале надпревари, додека другите народи нешто друго правеле, они се забавувале во тој поглед. И така измислен овој спорт и подоцна 1924 година на зимските олимпијади е првпат промовиран како спорт. Во подоцнежните времења на олимпијадите се етаблира како единствен спорт, биатлон, кој што ден денеска во цело се развива и е еден од најпопуларните спортови во Европа. Тоа веќе постои кај нас. За она што зборувам, имам и фотографии, се надевам дека колегите ќе ги пуштат за да стане уште појасно што е. Да. Тоа е еден интересен спорт на кој што постои летен и зимски. Кога зборуваме за зимски на ски, кои што трчаат, као нордиско, као добро познатото. Познатото. Стрелаат од станати. Така и ова гледаме, ова е дел од летниот чин. Да, од летните тренинзи кои што се наши организирани. Добро. Тие стрелаат од станати и од легнати, такви се позициите, на кои што, а во меѓувреме додека некој промаши од тие 5 мети, кои што треба да ги погодат, имаат казнени кругови или се додаваат одредени секунди или минути во зависност од типот на надпревар. А така сега да кажете дека се бодува, на крај се собираат бодовите и тој е победникот. Точно. Значи еден надпреварувач стартува, трча 2,5 километри, стрела 5 куршуми во мета, продолжува да трча, па пак после 2,5 километри, пример, стрела, и на крај последните 2,5 километри ги влегува во цел, со тоа што доколку има промашај, или му се одземаат секунди, се додаваат секунди, или му се додаваат казнен круг, кој што најчесто од 150 метри, кој што треба да го поминат после пукањето. Како кај нас се развиваше овој спорт? Кога вие станавте федерација? Да, ние сме втора сезона како посебна федерација, иначе ова беше дел во скијачка федерација биатлонот се развил, но немаше некој подем голем, па така да последните 2 години целосно се одделивме, постоиме како федерација, признаени од меѓународната интернационалната биатлон унија, од ИБУ, нашата матична федерација, признаени од Агенцијата за млади спорт, признаено од МОК, Македонскиот олимписки комитет, кој што сме исто така членки таму, членуваме во целост. А колку имате членови во федерацијата? Во федерацијата имаме 5 клубови кои што напорно работат на обезбедување на нови членови. Наши надпреварувачи се околу 8 кои што одат на сениорски надпревари. Имаме јуниори околу 4. Тоа да се слушне. Да, јуниори, сениори. И имаме ни кадети младински кај што се околу 12 години, тоа се негде околу 22 или 25 деца кои што стартуваат. Сега стартуваат во тој поглед, и ние имаме големи кампањи кои што ги вршиме низ школите, се со цел за да Како обука за што станува збор. Да, прво го објаснуваме начинот на спортот, му покажуваме што се треба еден спортист, со што се занимаваме, како се занимаваме, и многу имаме интересен голем одзив имаме од младите, бидејќи многу интересно. А кој годиште се оние кадетите? Школски деца се тоа? Школски деца од 12 до 14 години, бидејќи под 12 години под 12 години не смеат да работат со пушка, и тогаш кога работат со пушката е воздушна или ласерска, не е она после 15 години е дозволено. Да, после 15 години е дозволено со тие малокалибарски пушки кои што се за надпревар.
И е многу интересно кога одиме по школи презентација, самиот облик на пушката која гледаат. Што предизвика поголемо внимание тоа? Па мислам дека тоа многу се интересни ласерските да, пушки. Да, може би трчање во на некој начин со ски. Сега многу е малце па тежок спорт од друга страна, пошто вие сте физички исцрпен во тие 2,5 километри, подите да стрелате. Кај што треба да го запрете импулсот на срце, да се смирите за да тие не промашите во метите. Бара веројатно голема концентрација. Точно, голема концентрација, многу голема психолошка припременост на сето тоа. Така да многу е интересен, сеопфатен спорт кој што е многу интересен. И за гледачите е доста интересен како гледање, како публика, како начин на тоа. Добро, споминавте дека се модифицира пушката со оглед на возраста на оној кој што се надпреварува. Што се е потребно од опрема? Со оглед на тоа дека, еве јас како скијач знам дека навистина многу опрема е потребна, можеби не толку многу колку што навистина е скапа опремата. Така да вложување во овој спорт си бара секако и финансиска. Точно, за разлика од ние, од другите, да кажеме, федерации, кај што може би некој набавува, ние сами ги финансираме нашите и деца, членови, младинци и сето тоа што се надпреваруваат, беќе е малце скапо, беќе тие ските, нордиските ски, така наречени нордиски за трчање, што се малце поскапи, не можете секде да ги најдете. Веројатно специфични, јас не сум видела како изгледа. Те се танки, високи танки се и на опсегот се, како алпските ски се затвара целосно, ова е само предниот дел. За да може да трча, веројатно амортизација да има. Тие се доста скапи и не можете секаде да ги најдете и директно се порачуваат од фабриките, например Фишер, ние соработуваме со Фишер лично. Имаме договор и ние од таму секогаш ги набавуваме и полупрофесионалните и професионалните. Што сега е интересно што освен тоа мораме да обезбедиме пушки. И тие ласерски, и тие, но и малокалибарски кои што не се за надпред, кои што се доста екстремно скапи. Дури и кога разговаравме за увоз, кога купувавме ски, се зачудија увозниците колкава е цената, дека е таа преку 3500 евра за една пушка. Дали се работи за ласерска или не ласерска, иста е цената, што е трагично и доста скапа. И сета таа опрема и чевлите се доста скапи, пошто се специфични. Не можете. Во слободна, тоа е најинтересно, знаете, ќе дојдат родители со деца од 12-13 години, сакаат да се напреваруваат. Некој родител ќе каже, добро, јас сакам да купам тоа. Му кажувам дека не може, и они се чуа као, не, како може да не може. Знаеш, и после една недела трагање ќе ни се јават, вие бевте управо. Пошто ги нема во слободна продажба, како што се, освен тоа комбинезони, ремени, кои што се потребни. Добро, тоа дополнително облеката е и специфична. И специфична, специјални комбинезони треба да има за аероотпорност. И така да целиот тој контекст е малце поспецифичен, Но убаво е тоа што слушам дека вие навистина им ги овозможуваат тие финансиски бенефиции, така и да ги наречам. Значи оној кој што сака да дојде кај вас и деца да почнат да се занимаваат со биатлонот, им треба само желба. Точно. Да, волја, љубов кон спортот. Апсолутно. И ние кога го презентираме, дури често добиваме и позиви од родители, имейли, не знам, вика, дали е стварно ова бесплатно? Ние му објаснуваме дека е во целост. Значи, тоа се за зимски, за летно, кога тренираме, користиме ролер ски, тие се специфични ролер ски, на кои што истите чевли се користат, но тие се на ролерки кои што можат на асфалт да се користат и преку летен период ние така ги одржуваме во кондиција нашите спортисти. Добро. Тоа исто сакав да прашам, затоа што има поделено и на зимски и летен, мора преку текот на целата година тие да се одржуваат. Да се одржуваат, да бидат во кондиција, во целосно. И кога ќе дојдат, кога му објаснуваме или ние нарачуваме опрема специјално за тоа дете, они се зачудени, викаат, добро, како можете ви... Ние, таа е нашата желба, за да имаме што поголем број спортисти и ние инвестираме во нашите спортисти, сите за нас важни и еднакви. Во целост. 2022 ви беше многу успешна година.
Со оглед на тоа колку и се посветувате вака како федерација на вашите членови, ќе го завршиме разговорот нешто подоцна да кажеме и какви услови им овозможувате, но можете да направиме еден рекапитулар со оглед на тоа дека ја погледнав и фотографијата од тоа беше во март месец. Во март месец, така, не пресконференција, туку беше како форум. Форум, форум. Да. Што може да кажеме? Вака, Интернационалната биатлон унија е многу често лидер во родовата еднаквост. Зошто? Прашањето се поведува, бидејќи ако земеме низ историјата да сватиме дека биатлонот потекнува од еден тип на војнички спорт, кој што го практикувале мажи, подоцна 92 се приклучуваат на Олимпијадата жените и сакаат во целост да ги израмнат и Ама не се толку многу застапени, но вие верувам дека сето ова се прави за да се поттикне застапеноста. Целта е да се поттикне застапеноста во целост и сме лидери и ние во Македонија и во светот, Интернационалната биатлон унија, околу родовата еднаквост. До тоа му е појдено што првпат оваа година се организира сингл микс измеѓу маж и жена од исто, се надпреваруваат со друг маж и жена од другата екипа и така натаму, се со цел за да се изеднакви и да имаат исти можности. Така да ние на 25 до 27 март во Македонија, во хотел Хилтон, го организиравме тој форум на кој што родова еднаквост на жената во спортот, можности и предизвици, на кој што беше по подкровителство на канцеларијата на премиерот на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски, ни беше гостин председателот на Интернационалната на ИБУ на биатлон Оле Дахлин, после агенцијата Млади и спорт на Момчо Мојсовски, Даниел Димовски од МОК, имавме 24 предавачи во 6 сесии. Амбасадорката исто така ви била? Амбасадорката на Америка ни беше почесен гостин на кој што го отвори и тоа беше на една... И она што гледаме дека представници од 10 држави. Да, имавме од регионот. Од регионот, да. Точно, кај што беа од биатлон федерациите, представници. Како сме ние во споредба со другиве? Па добро, од она што стартувавме сме добри. Сега сме негде во некоја златна средина на која што се надевам дека за многу брзо ќе се приклучиме кон лидерите на овој регион што се Словенија и Хрватска. Они се лидери на овој регион. Она што можам да го кажам е дека сте одлични како за старт. Особено во условите кои што се возможени во спортот, сакам и внимание на тоа што го посветувате, значи нема ништо подобро доколку сакате да развивате некој спорт, да овозможите услови за оние кои што сакаат да учествуваат, да бидат дел од федерацијата, да се надпреваруваат, да ги бранат боите на државата, да можат во сопствената држава по светски стандарди да си тренираат. Тоа го правите. Тоест ќе го правите, сега сте во планови. Да. Значи со нетрпение очекуваме да отпочнеме со изградбата на биатлон центар. Значи напоменувам биатлон центар, стадион, тоа е на голем зала, големо капитално дело кој што ќе се случи во Крушево. Имаме определено место тоа све. Со нетрпение очекуваме да се случи затоа што ние конечно во Македонија ќе имаме еден таков стадион на кој што ќе можеме место да ги користиме како што во моментот ги користиме Поклјука и Банско, каде што одиме на припреме, начини да се припремуваме. Веќе ќе ги имаме кај нас и многу е битен фактор што ние ќе составиме еден стадион на кој што нашата цел е да ги составиме по највисоки стандарди, ќе учествуваат во проектот и веќе сме отпочнати со учествување све. Врвни инженери од Австрија, од Финска, кои што ги граделе неколку најзначајните во светот биатлон стадиони, се со цел да го земеме нивното искуство, да дојдат и да ни покажат, да ни кажат, еве, вака треба да биде по светски стандард, да можеме се со една единствена цел понатаму да дојдат и големи надпреварувања кај нас, а да му овозможиме услови на нашите спортисти да имаат стадиони, да тренираат на врвен стадион, на добар стадион, кај што можеме понатаму да донесеме и врвни успеси. Таа е нашата единствена цел и се радуваме на овој капитален проект, што многу брзо го отпочнавме, најдовме добра соработка. Можеби периодот е мал, но навистина многу продуктивен за вас и убав исчекор напред и како медиум ве поддржуваме, јавниот сервис, ви даваме ветер во грб и сакаме да токму тоа да биде просторот каде што ќе известуваме и за светски случувања.
Апсолутно. Кај нас на наша територија. Апсолутно, ние се трудиме да го создадеме тоа. Ние веќе учествуваме на А до тогаш ќе ги пренесуваме. Убаво е да кажеме дека на третиот канал на Македонската радио телевизија од денеска Не, почнато е веќе 68 надпревари. 68 надпревари ќе се Почна е пренесуваат. од март, од ноември, од 19 ноември до 19 март ќе одат 68 биатлон надпревари во World Cup, во светскиот куп, на кој што одат на канал на Македонска 3. Да. На спортскиот канал. На спортскиот канал, да, кај што одат. И тоа паѓа четврток, петок, сабота, недела, секој викенд паѓа по една утакмица, да кажеме. Супер, денеска ќе може да гледа. Да, денеска ќе има. Денеска и утре, нека гледа таман додека ние зборувавме тука за спортот, ќе можете нели. Да, ќе може да го следат, кој што ние сме многу среќни што успеавме да тоа го договориме со македонска телевизија, да ги обезбедиме овие предноси и да ода тоа, и сме голема благодарност на македонската телевизија што ни излезе во сусрет во сето тоа да се договориме и да конечно, и да знаете, ова е прв пат да оди биатлон на македонска телевизија со македонски коментар воопшто во историјата, иначе одело како на олимпијади само или некои светски првенства, некогаш. Но ова е прв пат цела сезона доди со сите надпревари, со се на кои што сме особено горди бидејќи учествувавме во сите тие преговори, договори и сето тоа за тоа да го оствариме. Да го оствариме. Колегите од спортската редакција верувам дека ве следат и во детали можете апсолутно, дури наши членови од нашата федерација често се ко-коментатори таму, се со една единствена цел да ги приближиме, да ги приближиме работите. Она што сакам да ставиме внимание е дека од 22 до 28 ќе учествувате на европското првенство. На европското, на европското првенство ќе учествуваме во Австрија, во Швајцарија, мислам. Швајцарија, ние во Австрија. Да, пошто ние учествуваме на повеќе, на пример, учествуваме. Гледам дека има Австрија, дека има Торино, има во Италија. Во Италија. Значи, нашите се нашите сега во се ова. Пошто ги имаме поделено на младинци, што се јуниор. Значи ние сме сегде ќе учествуваме во секој дел. Апсолутно сегде, освен светски куп. У моментот, али до следната година се надеваме дека на светски куп. Значи учествуваме у моментот се репрезентација е на Поклјука, кај што таму се одржува и Букупот од 11 до 15. Младинците се спремат за ЕОФ, тоа е зимска младинска олимпијада која што ќе Тоа е во Торино во Италија. Во Торино во Италија. И после тоа од 22 до 28 се во Швајцарија на европското првенство, на кој што ќе земеме и таму учество. И ние сме среќни пошто веќе имаме надпреварувачи што можеме веќе секаде да ги расплините и да одиме. Што има случување да одиме, пошто гледате, ние како млада федерација тргнавме со брзи чекори. Веќе создадовме партнерство со многу видни, со МОК, со Агенцијата за млади спорт и не поддржава многу проекти како создавање на нови кадри едукативни за биатлон, тренери по биатлон и така натаму. Ние со брзи чекори одиме напред кон создавање и веќе можеме од следната година, мислам дека ќе можеме да се пофалиме дека ќе имаме наш представник во светскиот куп. Кај што ни е тоа многу битно нас. Се надевам дека ќе биде така и се надевам дека ќе имаме можности за повеќе средби и се разбира како што досега ве поддржуваме и понатаму. Следен пат ќе дојдете со некој од надпреварувачите. Обавест. Да, тоа сакам да слушнам малце повеќе, да подраскажат какво е чувството да се надпреваруваш во овој спорт. Мило ми беше и ми е многу драго што не поддржувате како јавен сервис во се тоа. Следниот пат ќе дојдеме со нашите надпреварувачи и да го објаснат целиот процес и на припреми и на надпревари од нивна гледна точка колку е тоа захтевно. Може, договорени сме, ви благодарам. Ви благодарам. Имајте си убав викенд и празник имено денеска. Да им честитаме на сите што слават имен ден денеска во седица. Така, толку убаво споминавте имен ден.